Македонија се поврзува со светот и регионот со олеснување на протокот на туристи и посетители. Бројот на странски туристи во првите 5 месеци од годинава во споредба со 2025 е зголемен за 23,6%, а бројот на реализирани ноќевања е зголемен за 18,7%. Се повеќе Македонија се позиционира како атрактивна туристичка дестинација, што значи и економски раст. Во исто време се инвестира и во модернизација на аеродромската инфраструктура. Реконструкцијата на Охридскиот аеродром е во завршна фаза, со нов терминал, нова административна зграда и проширување на капацитетите за прием на патници и авиокомпании. Резултатите веќе се видливи, при што Охридскиот аеродром забележува рекорд со повеќе од 3000 обслужени патници во еден ден. Охридскиот аеродром оствари рекорд со обслужени 52.500 патници само во јули, што значи раст од 41,21% во споредба со истиот месец лани, додека Скопскиот аеродром бележи раст од 29%. Вкупно, Охридскиот и Скопскиот аеродром обслужиле скоро 2,5 милиони патници, што е раст од 29%. Претходно извештајот од Светската банка го потврди растот на туризмот во Македонија, со тоа што објави податоци според кои на годишно ниво бројот на патници во пристигнување зголемен за 40%, но се инвестира и во повеќе градови во државата. Се реализираат и повеќе проекти во Гевгелија, кои директно придонесуваат за развојот на туризмот. Во тек е изградба на западниот булевар, кој ќе го подобри сообраќајното поврзување. Се реставрира заштитената стара чаршија со цел повторно да стане препознатлив символ на градот, а се привршува изградбата на брањата Конско. Гевгелија ќе се развие како значаен туристички економски центар. Се проширува граничниот премин и се реставрира старата чаршија, а со изградбата на браната Конско ќе се добие ново вештачко езеро. Значаен проект поврзан со развивањето на протокот на туристи во Македонија е изградбата на брзата железничка пруга Скопје-Солун. Со неа се крати патувањето и се остварува полесен пристап до морето.